Почитувани, во денешното издание на 15 минути со разговараме со Јасмина Пијанманова од Музеот во Струмица, авторка на новата публикација Детски музејски водич Патување низ времето. Добре дојдовте во денешното издание на 15 минути со. Помина промоцијата на овој детски музејски водич, прва ваква публикација на Музеот од Струмица. Може ли накратко да ги запознаеме гледачите со содржините на овој музејски водич и времето што беше потребно за негово подготвување? Значи, детскиот музејски водич е направен за деца, значи се однесува целната група е баш токму деца од трето и четврто оделение, тоа е на возраст некаде од 7 до 9 години. Значи е направено во рамките на годишната програма на музеот за 2020 година и јас како автор на водичот и една илустраторка, значи го работевме водичот речиси 3-4 месеци. Идејата дојде за тоа да го интерпретираме културното наследство на градот и на музејската поставка која што ја имаме во самиот музеј на еден интересен начин, преку нашиот јунак кој што е дел од нашето околие, значи од нашето соседство, тоа е мачерот кој што го крстивме Марко, или ние како што се го нарекуваме стотиот војник на Самуил, бидејќи мачерот нема едно око за жал и стана дел од приказната и доби публицитет и баш на тој начин музејскиот водич станува и поатрактивен и музеот поатрактивен за посета покрај тоа што ќе го видат и како жив живо суштество кое што може на децата да им побуди по-блиски контакти со музеот. Како мачерот Марко стана наратор, херој на оваа музејска приказна? Па така, дојдовме на идеја да го ставиме како наш јунак, бидејќи е тука веќе, тој е секогаш околу нас и доаѓа буквално и внатре влегува во музеот, значи на тој начин сакавме да стане дел од приказната, бидејќи тој е наш чест посетител во музеот и бидејќи животните секогаш се пријатни за децата и секогаш сакаат да се играат со нив и на тој начин го внесовме да ја раскаже приказната на еден интересен и специфичен начин да го интерпретира наследството со јазик кој што е пригоден за нив. Значи, секогаш кога децата доаѓаат во музеот, тие не сакаат да слушаат сувопарни приказни, туку сакаат да слушнат нешто интересно што ќе им остане, значи, во нивно сеќавање. И таа приказна колку е поедноставна и колку повеќе побудува, значи, слики и фотографски тие да ги запомнат нештата, така е поинтересна и нивната посета во музеите. Струмичката промоција на детскиот музејски водич беше во присуство токму на учениците за чија возраст е и наменет овој музејски водич. Кои беа најчестите, најинтересните прашања што децата ги поставуваа? Значи, промоцијата сакам само да кажам дека се одвива и во манифестацијата Струмица град на културата, значи ние како музеј влеговме во таа програма. И денес, во 6 часот, овде во Турската пошта ја направивме и промоцијата на овој музејски водич. Зошто токму во Турската пошта? Затоа што тоа е еден објект кој што е доста репрезентативен објект од старата градска архитектура, кој што своевремено во отоманскиот период во крајот на 19 и 20 век служила и како пошта, како главна пошта за комуникација во Отоманското царство и овој објект не е толку презентиран во јавноста и сакавме на тој начин да го презентираме и самиот објект не само на децата, туку видовте дека тие беа дојдени со своите родители и најчести прашања кои што тие ги поставуваа се за самите предмети кои што ги има во објектот и зошто служиле некои предмети, се разбира, иако се малку срамежливи и не знаат дали треба да прашат или не треба да прашат, но секогаш интерпретацијата на културното наследство
освен што ја интерпретира нели самиот водич кој што ги води на низ поставките, туку треба да доаѓа токму и во една интеракција помеѓу публиката и помеѓу самиот нели водич кој што ги води децата низ поставката. И секогаш најинтересните одговори токму доаѓаат преку прашањата и најинтересните приказни произлегуваат од прашањата, бидејќи водичот си има една приказна нели што сака да каже, но децата имаат сосема друга перспектива кој што од нивна перспектива нели ги гледаат работите и така на тој начин ги прашуваат работите и ги интересираат. Така што интересна е таа комуникација помеѓу деца и помеѓу публиката, нели, таа детска публика и водичот од друга страна. Каде ќе патува следно овој музејски водич? Може би во училиштата ќе има директна презентација, доколку имаме од септември настава со физичко присуство? Морам да кажам дека овој водич имаше доста голем публицитет и имаше голем интерес и од страна на пишените и од страна на другите медиуми. Значи, беше добро испрезентиран и одекна добро во јавноста, токму поради начинот на кој што е презентирана приказната внатре, покрај мачрот, нели, кој што е живо суштество и зошто, нели, сите овие прашања кои што ми ги поставивте и вие, ми ги поставува и другите, нели, новинари. Инаку, овој водич се состои од некој микс на културното наследство и микс од поими кои што ги објаснуваат основните поими на науките, од кои што, нели, со кои што музеот е застапен, што е археологија, што е етнологија, кои се луѓето кои што работат внатре во музеите, кои што се грижат за културното наследство. Исто така има поими во смисла што е мозаик, што е фреска, објаснуваат некои поими од културното наследство, од движното и недвижното културно наследство, што се стопански објекти, што е предиво, што е тканина, значи некој таков микс направивме, но бидејќи не објавен во голем тираж од 200 броја само имавме тираж, значи ние сакаме во иднина да направиме и посебни водичи кои што ќе бидат многу попроширени, кои што ќе објаснуваат многу повеќе за во делот на археологијата, да, тематски водичи, во делот на археологијата, во делот на етнологијата и посебен за културното наследство. Инаку морам да кажам дека тоа е првенец музејски водич за деца на нашиот музеј. До сега нема објавувано публикации за деца, бидејќи на некој начин детската публика е била занемарена. Значи, ние помладите генерации кои што, нели, сме вработени во музеот и самата музеологија ни налага да се обраќаме на поширок круг на публика и детската публика е една од основната публика која што, нели, во музеолошките науки е најмногу застапена. Значи, мораме едукацијата да ја правиме од најмали нозе, што се вели, па, нели, да одиме кон, бидејќи грижата за културното наследство токму треба да дојде од најмалите, па понатаму, нели, како што растеме и да развиваме свест за грижата и за самото културно наследство. Сте размислувале ли кои објекти, кои споменици на културата во Струмица следно би требало да добијат музејски водичи, особено за најмладата публика? Па, искрено да ви кажам, не сме размислувале на оваа тема, но еве кога сме веќе во оваа турска пошта, ние како што ја нарекуваме, или во оваа градска куќа, јас мислам дека оваа куќа заслужува да биде застапена во една посебна публикација. Исто така, галерејата на икони во Свети 15 исто така заслужува да биде публицирана како посебна. Може да се направи интерпретација и за деца, и за повозрасни. Значи, таа не е многу презентирана во јавноста. Некако е како запоставена, бидејќи се наоѓа во посебен дел од градот. Исто така и нашите манастири треба на некој начин да комуницираат со таа помала публика. Значи, има многу објекти кои што можат да бидат застапени како посебни брошурки, еве така да ги наречам.
со убава интерпретација, значи блиска до јазикот на децата. Бидејќи и во самите, јас кога ќе се потсетам, нели, кога сум била ученик, и во самите учебници по историја тоа е многу штуро и многу на некој не сакам да кажам недобар јазик, туку многу интелектуален јазик кој што се употребува за децата. Они сакаат многу поедноставно изразување за да можат да ги запомнат работите и да им останат во сеќавање. Ви благодарам за разговорот.